Добро вечер, почитувани гледачи, во третиот дневник на К3 од 20 часот, меѓу другото ќе гледате. Домот за стари лица Зафир Сајто од Куманово ќе инвестира во реконструкција на 13 соби и тоалети. Муслиманите во Македонија по едномесечниот пост утре го слават Рамазан Бајрам. Грчката полиција синоќа се судри со група насилни демонстранти во центарот на Атина. Од денеска во продажба ќе бидат пуштени влезниците за надпреварот меѓу селекциите на Македонија и Шпанија, кој ќе се одигра на 8 септември на националната арена Филип II во Скопје. Реклами, а потоа започнуваме со дневникот. Добро вечер, трет дневник на К3. Домот за стари лица Зафир Сајто од Куманово ќе инвестира во реконструкција на 13 соби и 13 тоалети. Постапката веќе е започната и ќе се спроведува согласно Законот за јавни набавки. Огласот ќе биде објавен на Бирото за јавни набавки. Реконструкцијата ќе отпочне најмногу за месец дена. Потребно е постојано да се инвестира во услови кои ќе обезбедат достоинствен престој на старите лица. Затоа Домот за стари лица Зафир Сајто ќе одвои 3 милиони денари за реконструкција на така наречениот прв реон на установата. Реконструкцијата се очекува да започне во најбрз можен рок. Денеска објавена е тендерската документација, а согласно условите ќе биде одберена фирма која ќе понуди најниска цена согласно Законот за јавни набавки. Ова е втора реконструкција на Домот за стари лица во тековната година. Во февруари годинава беа одвоени 1.800.000 денари за реконструкција на 11 соби, тоалети и бањи. Тогаш ветевме дека ќе инвестираме и ова година. Тогаш ветевме дека ќе инвестираме 2 милиона денари. Тоа ќе се реализира ова година, но не 2 милиона денари, туку 3 милиони денари. Во што конкретно? Конкретно ќе се реновират околу 13 соби, исто така толку тоалети. Прецизно ќе го конкретизираме во нашата тендерска документација во рамките на финансиската кондукција која имаме, односно во рамките на овие пари што ги имаме на располагање. Ќе бидат реновиран првиот реон од нашата зграда. Кога дали е тендерската постапка веќе започната? Тендерската постапка денеска е започната. Мислам дека многу брзо ќе се реализира за месец или месец и пол, зависи како ќе тече спроведувањето на тендерската постапка. И се надеваме дека најбрзан, краток рок ќе се реализира овој проект. Главна потреба на корисниците е да имаат достоинствен живот, што подразбира добри услови за сместување, квалитетна здравствена услуга, нега и активен социјален живот. Затоа ќе се инвестира и во подобрување на здравствената услуга. Се разбира дека имаме потреба за подобра здравствена услуга во Домот за стари лица. Во ова насока ние се обидуваме да соработуваме со надворешни соработници, односно да ги ангажираме двајца специјалисти од приватна или државна болница, и во тек сме на ангажирање на овие двајца специјалисти, кај ќе доаѓаат два пати еднаш неделно, ќе доаѓаат на визита во Домот за стари лица, кај ќе ги посетуваат сите корисници со цел да ги спроведуваат терапиите кои што се во тек или да смена терапија и така натаму. Ние имаме добра соработка со нашата болница, односно општата болница во Куманово и здравствениот дом во Куманово. Меѓутоа имаме потреба повише да го зајакнеме овој дел, односно оваа здравствена услуга. Во Зафир Сајто моментно се згрижени околу 150 корисници од Куманово, но и од целата држава. Воедно нагласија надлежните, постојано се води грижа за активен социјален живот, кој вклучува приредби и соработка со локални здруженија на граѓани. Домот за стари лица во Куманово е еден од најстарите во државата.
Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН во соработка со Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина од Куманово организира крводарителска акција во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Акцијата беше спроведена успешно, собрани се 35 крвни единици. 35 крвни единици се собрани на крводарителската акција во Центарот за култура Трајко Прокопиев, која организираше Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Окружен комитет Куманово во соработка со Црвениот крст и Центар за трансфузиона медицина од Куманово. Можам да кажам дека треба да се охрабрат се поголем дел од младите да започнат да даруваат крв. Овој летен период е малку потежок затоа што се годишни одмори, луѓето отсуствуваат од работни организации, учениците и студентите исто така на распуст, така да добро би било и во центрите да се јавуваат за дарување. Некој негативен ефект од дарувањето нема. Мислам, напротив, се обновува крвта на тој начин што негативни ефекти нема за сите оние кои што се плашат или имаат некаква предрасуда. До сега се собрани 35 крвни единици. Куманово важи за град со традиција за крводарување. Крводарителите кои даруваа крв ги повикуваат и останатите граѓани да почнат да даруваат крв, бидејќи е добро за здравјето и пред се е хуман чин. По 8 пат давам крв. Значи, гордост е чест да бидеш крводарител, значи секоја капка значи живот. И мислам дека на некој болен сигурно дека ќе му помогне. Треба на други луѓе да помогнеме и за себе добро што се прочистува крвта. Од Унија на млади сили на ВМРО ДПМН најавија дека и понатаму ќе продолжат со спроведување на акции од овој тип и повеќе спортски активности во текот на летото. Водоснабдувањето во Куманово е целосно нормализирано, соопштија денеска директорите на предпријатијата Водовод и Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Добиени се потребните количини на вода за нормално водоснабдување на градот, вклучително и високите зони, изјави директорот на Водовод Горан Стојковски. Директорот на Водостопанство Кумановско-Липковско поле Филип Филиповски во изјавата прецизираше дека пред празникот Рамазан Бајрам во последните 24 часа редуцирани се количините на вода кои предпријатието ги упатува кон земјоделците и сите количини се усмерени кон јавното предпријатие Водовод. Во знак на револт вчера протестираа жителите на Черкезе кои еден час го блокира регионалниот пат Куманово-Скопје. Минатата недела со недостиг на вода се соочија и жителите на неколку населби од Куманово од високите зони од градот. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН смета дека градскиот парк во Куманово е сосема запуштен, без елементарни услови и забавни содржини кои би ги привлекле граѓаните тука да го поминуваат слободното време во летните денови, ги повикуваат надлежните да преземат нешто во врска со уредувањето на овој простор. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово одржа прес во градскиот парк кој се наоѓа во близина на автобуската станица во Куманово, на кој беше истакнато дека просторот кој треба да служи за одмор и рекреација на луѓето е сосема запуштен. Во целиот парк нема клупи, не постојат никакви забавни содржини, нема нешто што ќе ги привлече граѓаните во овие жешки летни денови тука да го поминат своето слободно време. Секој кој поминува оттука може да забележи дека еден дел од паркот е тотално запуштен. Голина со остатоци од исечени дрвја и искосена сува трева. Местото воопшто нема изглед на парк. Постарите луѓе, немајќи избор, седат на одсечените дрвја, а децата можно и ретко го посетуваат. Затоа што нема ниту елементарни услови во паркот кои ќе им овозможат својот летен распуст да го поминат во дружење во паркот. Градскиот парк се наоѓа на само неколку метри подалеку од јавното предпријатие Чистота и зеленило, чија должност е да го одржува ова место и да се грижи за неговиот изглед. Па според ВМРО ДПМН останува нејасно како е можно лошата слика надлежните да не ја забележат. Затоа од ова место ги повикуваме надлежните пред да отидат на летните одмори и да го остават Куманово и граѓаните без вистински уредени јавни површини и простори, каде што ќе може да се собираат, да започнат да действуваат. И освен символичните саботни косења на тревата по градот, заедно со локалната власт, предводена од градоначалникот, да работат на тоа конечно овој парк да заживее, да стане пристојно место, за со него да продолжи богатата традиција во дружење на многу генерации кумановци.
Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го повикаа градоначалникот да посвети внимание на реалните потреби на граѓаните и да престане да го оправдува своето неработење барајќи алиби во моменталната политичка и безбедносна состојба во државата. Општина Крива Паланка информира јавноста дека утре од 5 до 8 часот ќе се врши авионско прскање за заштита од комарци во општина Крива Паланка. Се известуваат пчеларите во времето на прскање 3-4 часа потоа да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши прскањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Зад кулисите премиерно беше изведена во Кумановскиот театар. Представата е работена по текст на Майкл Фрейн, а во режија на Билјана Радиновска. Ја следи приказната за актерска екипа, која подготвува представа, доживува успех, но поради лични амбиции, љубовни врски, фрустрации, се поизвестно е дека нивниот труд ќе доживее неуспех. Зад кулисите од авторот Майкл Фрейн во режија на Билјана Радиновска е новата представа во сезоната за 2015 година, чија премиерна изведба беше одржана вчера вечер во Кумановскиот театар. Представата е работена по текстот на Майкл Фрейн. Зад кулисите ја следи приказната за актерска екипа која подготвува представа, доживува успех, но поради лични амбиции, љубовни врски, фрустрации, се поизвестно е дека нивниот труд ќе доживее неуспех. И покрај тоа што представата траеше повеќе од 2 часа, сепак актерите се задоволни од реакцијата на публиката. Морам да признам дека онаа сатница која што ја спомнавме од 2,5 часа мене на почетокот лично ме плашеше. Меѓутоа по реакцијата на публиката вчера навистина видовме дека дел од тие стравови биле неоправдани. Се надевам дека и понатаму и останатата публика која што ќе дојде ќе гледа представата ќе ја доживее на исти начин, бидејќи самата представа како структура е малку чудна. Фидбекот на публиката беше одличен. Значи ние не очекувавме дека ќе биде таков, публиката издржа до крај, значи со сите реакции што очекувавме дека ќе ги има и повеќе. Од тоа значи ептен беа супер луѓето што дојдоа да гледаат. Процесот беше напорен, 2,5 месеци и сите знаеме горештини, такви околности, ама мислам дека се исплатеше. Имав подршка и се заблагодарувам за тоа. Бев многу возбудена затоа што од дипломирањето прв пат играм дома, прв пат играм во Куманово и имав трема на почеток. Задоволна сум, мислам дека супер поминавме. Во оваа премиера на Кумановскиот театар настапија 9 актери од Кумановскиот ансамбл: Мартин Лазаревски, Нина Максимова, Кити Дончевска Илиќ, Горан Илиќ, Антонио Пешевски, Александра Пешевска, Александра Михајловска, Јасмина Василева и Марко Трајковиќ, а учествуваат и 9 пензионери од Кумановското здружение. И актерката Калина Бошковска, која што е член на Сдруженијето на пензионери, изјави дека направиле представа каква што бара публиката. Иначе сме ние членови на културно-уметничко друштво во Ѓоко Симоновски, во кое имаме исто драмски делови снимано, во кои учествував и јас, така и овдека бев повикана и презадоволни сме. Ние од наша страна сме презадоволни, мислам дека и младите актери не прифатија многу убаво, како да сме со години биле заедно. Инаку представата зад кулисите по завршувањето на летните одмори од септември ќе биде ставена на редовниот репертоар. Од вчера вечер во галерискиот простор на локалната установа Градски музеј во Крива Паланка е отворена изложбата на дела од великаните на македонската современа уметност. Изложбата е дел од Кривопаланечкото културно лето, а се реализира во соработка со Кумановскиот музеј. Истата ќе биде отворена во следните 3 седмици. Вкупно 37 дела од македонски современи уметници од 20-тиот век се изложени на поставката која е отворена во Кривопаланечкиот музеј. Изложбата е дел од Кривопаланечко културно лето, а се реализира во соработка со Кумановскиот музеј. Истата ја отвори првиот човек на општината Арсенчо Алексовски. Тоа наистина е привилегија да ја имаме во наше присуство изложбата на великаните на македонската современа уметност во Крива Паланка. Нашата галерија уметничка си го добива ден си го добива своја заслужен активитет и на функција за која сме ја направиле. Значи еве привилегија да ги имаме овие уметнички дела во нашиот град, привилегија да ги видиме овие творби на
великаните на македонската уметност. Навистина ни е огромно задоволство што еве и ние, како Национална установа Музеј Куманово, сме дел од вашето културно кривополанечко лето. Станува збор за избор на дело од колекцијата која е собственост на Националната установа Музеј Куманово и е проект од редовната годишна програма од национален интерес, подржан од Министерството за култура, информираше Драган Величковски, директор на локалната установа Градски музеј Крива Паланка. Станува збор за една исклучителна збирка која што поседува музеот. Сепак се работи за една установа која што е формирана во 50-тите години на 20-тиот век и која што имала привилегија во рамките на нивните ликовни активности кои што ги правеле во тој период да им гостуваат тие еминентни македонски уметници од првата генерација, повоени уметници од првата генерација, така што успеале да приберат во својата збирка значајни нивни дела. Сето тоа е документирано и евидентирано во нивната збирка и денеска представено пред кривополанечката јавност. Тука имаме дело од Никола Мартиновски, тука имаме дело од Гуте, тука имаме дело од Малиданов, тоа е основата или врвот на македонската уметност во 20-тиот век. Изборот на дела го направи Драгана Спасковска, кустос во Националната установа Музеј Куманово. Ова е сушност една антологиска колекција во собственост на Националната установа Музеот Куманово. Нашиот музеј минатата година одбележа 50 години од своето формирање, а тоа е едно доволно долг период да се создадат навистина квалитетни збирки, од кои што пак ние секогаш селектираме посебно збирки со посебна вредност, во која што ќе ја бројам и токму оваа изложба. Збирки значајни не само за наше локално ниво, туку и вредни да се покажат што пошироко, во смисла на едно значајни за македонското национално културно битисување. Според Ѓорѓе Костовски, историчар на уметност во Кривопаланичкиот музеј, сите љубители на уметноста ќе имаат исклучителна чест за прв пат да ја погледнат оваа поставка. Овие великани на македонската уметност, еменитни уметници кои што оставиат многу длабок печат на македонската уметност и кои што и ден денеска извршуваат многу силно влијание на младите уметници. Со своите дела се тука да не потсетат дека во ова време на дигиталната уметност и време на концептуалната уметност, кога поглавно можеме да видиме најмногу перформанси, видеоартови, инсталации, значи тие не враќаат малку назад кон коренот на она што значи уметност и она што значи вистински ликовен израз. Изложбата ќе биде отворена во следните 20 дена, а Кривопаланичкиот музеј во предстојниот период ќе ги организира изложбите на дела од Националната уметничка галерија и самостојната изложба на уметникот Димитар Стојчевски. Според последните податоци од Дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони, извозот за првите 6 месеци од годината на компаниите од технолошките индустријски развојни зони изнесува над 700 милиони евра. Податоците покажуваат зголемување на извозот за 31% во однос на истиот период лани. Со полна пара работат странските компании од слободните економски зони. Се зголемува производството, нарачките и извозот на странските пазари. Според последните податоци од Дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони, извозот за првите 6 месеци од годината на компаниите од технолошките индустријски развојни зони изнесува над 700 милиони евра. Податоците покажуваат зголемување на извозот за 31% во однос на истиот период лани, пишува Лидер. Во споредба со минатата година имаме зголемување на извозот за 31%. Овие бројки податоци се над нашите проекции кои беа направени на состаноците со странските компании на почетокот на годинава, односно во јануари. Сите компании кои веќе се функционално активни работат. Зголемен е бројот на нарачките кои тие ги имаат од нивните партнери во Европа и нормално со започнување со работа на другите компании во зоната се надеваме дека тој број ќе расте.
Компанијата Key Safety System почна со работа, но и останатите компании кои најавија старт на производството до крајот на летото, односно на есен, сето тоа дополнително ќе влијае врз големување на извозот од зоните, вели за лидер Виктор Мизо, директор на ТИРС. Според Мизо, од особено големо значење соработката меѓу странските компании кои инвестираат во земјава и домашните фирми. Се поголем е бројот на домашни компании кои работат како добавувачи, а тоа значи простор за нови работни места, трансфер на знаење и технологија и крајниот ефект е поконкурентна економија. Во моментов околу 500 домашни фирми соработуваат со странските инвеститори. Муслиманите во Македонија по едномесечниот пост утре го слават Рамазан Бајрам. Поглаварот на исламската верска заедница Сулејман Реджепи им го честиташе празникот на верниците и повика на сомилост кон сиромашните, блискост и единство. Поглаварот на исламската верска заедница Сулејман Реджепи им го честиташе на муслиманските верници празникот Рамазан Бајрам, повикувајќи на сомилост кон сиромашните, блискост и единство. Со се срце да му се заблагодариме на нашиот Господар, кој уште еднаш ни овозможи да се доживеат убавините, чудата и сите добрини на благословениот месец на Рамазан. Денес со езенот на Акшам намаз го завршуваме постот. Утре на лицата на сите верници, секаде во светот, природно ќе експлодира радост, бидејќи го имаме Фитр Бајрам. Драги верници, по намазот на Фитр Бајрам, сите ние по нашите домови да искажеме радости кон членовите на семејството, кон најблиските и најсаканите. Споделете ја вашата богата трпеза со оние кои немаат, со вашите соседи и изразите милост, блискост и единство. Браќа и сестри, го молам семоćниот Аллах да ги прими нашите добри дела и нашите молитви направени во текот на месец Рамазан, вели во пораката реисот на исламската верска заедница Реджепи. Муслиманите во Република Македонија, како и во целиот свет утре, по едномесечниот пост го слават Рамазан Бајрам. Рамазан е 9-тиот месец во исламскиот календар, воедно е и месец на почетокот на објавата на Куранот. Поголемиот дел верници од исламска вероисповед овој празник го слават 3 дена. Договорот за излез од политичката криза кој што вчера беше постигнат е позитивен најмногу за Република Македонија и нејзините граѓани и создава сигурност и известност во стопанството, оценува вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Според Ставревски, политичките партии како учесници во тој договор по нешто добиваат, по нешто губат, но назначено е што добиваат граѓаните, бидејќи договорот го враќа спокојството кај граѓаните во земјата, кое вели беше нарушено од страна на опозицијата со деструктивното однесување во последните неколку месеци. Договорот создава сигурност и известност во стопанството, бидејќи за бизнисмените е значајно да имаат сигурни и стабилни услови за работење и со постигнување на овој политички договор се обезбедува таа стабилност, што ќе овозможи македонската економија да ги продолжи добрите трендови на раст, на нови инвестиции, нови работни места, смета вице-премиерот Ставревски. Договорот додава ќе овозможи оние странски инвестиции кои поради политичката ситуација се воздржуваат објавување на одлука и почнување собствен бизнис во Македонија, сега да го реализираат тоа, а воедно ги отвори евроатлантските перспективи за Македонија. Ставревски нагласува дека во април следната година народот дефинитивно ќе ја даде поддршката на опцијата која му обезбедува подобар живот. Во однос на тековните економски проекти на владата посочува, имаме обврска кон граѓаните кои ги поддржале тие проекти, бидејќи преку нив се подобрува нивниот живот. Оцени дека Македонија вработува една од најзначајните проекти на владата, бидејќи досега покажа извонредни резултати со 3.500 вработени лица, а очекува преку него да се вработат 20.000 лица во период од година дена, како што беше најавено. Другите проекти течат според предвидената динамика, како што е познато, изградбата на автопатите, најкрупниот проект се реализираат според предвиденото. Имаме набавка на нови возови, исплата на субвенции, многу проекти во делот на образованието, реновирање на студентски домови, изградба на се што е предвидено во програмата на владата, согласно предвидената динамика и буџетот што е обезбеден, појаснува вице-премиерот Ставревски. Тој ги нагласува и позитивните ефекти од инвестицијата на американскиот Key Safety Systems во Кичево. Вели дека ова е прва крупна инвестиција во тој регион во Македонија, каде што има висока невработеност и од тој аспект вработувањето 1000 луѓе значи обезбедување на иднина за 1000 семејства. Конкретно за Кичево значи многу, бидејќи ќе биде најголем работодавач во поширокиот регион и веруваме дека ќе помогна да се привлечат и други компании, нагласи вице-премиерот Ставревски.
Во Лерин се одржува научна конференција посветена на македонското прашање. На конференцијата учествуваат водечки научни имиња од светот. Целта на овој мултидисциплинарен настан е да се даде суштински придонес кон разбирањето на современата македонска национална историја од различни академски перспективи. Од денеска до недела во Лерин ќе се одржува научна конференција посветена на македонското прашање. На конференцијата ќе учествуваат водечки научни имиња од светот. Организатори на конференцијата се Австралиско-македонскиот комитет за човекови права од Мелбурн, Австралија, Виножито, партијата на македонското малцинство во Грција, Европската слободна алијанса од Брисел, Омо Илинден, Пирин и Меѓународното македонско движење за човекови права од Канада. Целта на овој мултидисциплинарен настан е да даде суштински придонес кон разбирањето на современата македонска национална историја од различни академски перспективи, вклучувајќи социолошки, лингвистички, антрополошки и политички аспект. Меѓу учесниците на настанот се познати академски имиња како Виктор Фридман од Универзитетот на Чикаго, Грейс Филдер од Универзитетот на Аризона, Ендру Росос од Универзитетот на Торонто и многу други. Конференцијата во Лерин, Грција е втора од ваков тип по научниот собир кој беше одржан во 2013 година на Универзитетот Монаш во Мелбурн, со која беше одбележана 100 годишнината од крајот на Втората Балканска војна и поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор. Грчката полиција синоќа се судри со група насилни демонстранти во центарот на Атина, откако парламентот на Грција го усвои предлог договорот меѓу грчката влада и кредиторите. За овој за други настани во вестите од светот. Грчката полиција синоќа се судри со група насилни демонстранти во центарот на Атина, откако парламентот на Грција го усвои предлог договорот меѓу грчката влада и кредиторите. За време на парламентарната седница на атинскиот плоштад Синтагма се собраа околу 12.000 лица, кои протестираа против новите мерки за штедење, чие спроведување е услов за исплата на третиот пакет помош за Грција. По завршувањето на протестот на плоштадот останаа неколку десетици маскирани млади лица кои фрлаа камења и молотиви коктели врз полицајците. Полицајците возвратија на нападот, при што за растерување на насилните демонстранти беа користени и шок бомби. При судирите се приведени над 30 демонстранти. Во предвечерието на националниот празник на Франција 14 јули, француските тајни служби спречиле план за напади врз цели на француската армија. Исламистичките командоси кои биле неутрализирани, меѓу другото планирале со мини камера да снимаат обезглавување на висок офицер на француската армија. Информацијата за спречените напади ја соопшти францускиот претседател Франсуа Оланд за време на синоќашната посета на Марсеј заедно со неговиот мексикански колега Енрике Пења Нието. Францускиот министр за внатрешни работи Бернард Казенев откри дека осомничените припадници на джихадистичката група биле приведени во понеделникот во раните утрински часови. Групата била составена од 4 мажи на возраст од 16 до 23 години, меѓу кои и поранешен војник на француската морнарица. Исламистите биле уапсени речиси истовремено на северот на Франција во Рона, Буш-ди-Рона и Ивелин. НАТО ја најави својата најголема воена вежба од 2002, на која ќе учествуваат 36.000 припадници на копнените, морските и воздухопловните сили од повеќе од 30 држави, меѓу кои и земји кои не се членки на НАТО како Шведска и Австрија. Од Алијансата велат дека вежбата е планирана со години и со неа треба да се провери подготвеноста на НАТО да реагира на новите закани, ширењето на радикални групи, како Исламската држава на Блискиот Исток и во Северна Африка. Вежбите ќе бидат изведени во октомври и во ноември во Италија, Шпанија и Португалија, во соседните води и во воздушниот простор. Од денеска во продажба се пуштени влезниците за надпреварот меѓу фудбалските селекции на Македонија и Шпанија, кој ќе се одигра на 8 септември на Националната арена Филип II во Скопје. Билетите со промотивна цена од 150 до 400 денари можете да ги купите до 25 август, а во продолжение за гостувањето на Балтикот на работнички.
Летонската Јелгава се чини посла противник и од естонската Флора Талин, но што вреди кога работнички се враќа со несреќен пораз од 1-0 од дуелот во Летонија во второто квалификациско коло од Лига Европа. Македонскиот тим имаше тотална надмоќ на гостувањето во Јелгава, но откако не искористи извонредни шанси преку Алтипар Маковски и Анене, доби казна во 87-та минута единствениот шут на надпреварот во рамките на голот на Божиновски од страна на домашните. Македонскиот состав доминираше во Јелгава, затоа потврда и статистиката која вели дека Јелгава имаше само еден шут во рамките на голот на Божиновски и тој го круниса со погодок. Работнички пак имаше вкупно 16 шута, од кои 8 во рамките на голот на Јелгава. Македонската репрезентација не успеа да се пласира во полуфиналето од Европското младинско првенство Б дивизија кој што се одржува во Унгарија, откако попладнево со резултат 64-61 го претрпе и вториот пораз во низа, овој пат од кошаркарскиот ривал Шведска. Младата македонска кошаркарска репрезентација е поразена од Шведска, со што ги загуби шансите за пласман во А дивизијата на Европскиот шампионат. Во надпреварот второто коло на Ф групата од Б дивизијата на Европското првенство за играчи до 20 години, македонските кошаркари попладнево се поразени од Шведска со 64-61. Со овој пораз македонските јуниори ги загубија сите шанси да се борат за едно од двете места во Б дивизијата, единствени кои носат пласман во елитната конкуренција. Младеновски со 19 поени и 8 скока беше најефикасен во редовите на црвено-жолтите, додека Андреј Магдевски реализира 13 поени, а Аде Мекич 10 коша. По овој пораз за Македонија остануваат уште две средби за пласман од 5-тото до 8-то место, а првиот е веќе во сабота од 15:45 против селекцијата на Луксембург. Францускиот фудбалски шампион Пари Сен-Жермен потврди дека е подготвен да го продаде првиот голман Салваторе Сиригу. Управата на Манчестер Юнајтед веќе подготвува нова понуда во висина од 60 милиони евра, која воедно ќе биде и последна во обидите да се стигне до Рамос. Францускиот шампион Пари Сен-Жермен потврди дека е подготвен да го продаде првиот голман Салваторе Сиригу. За 28 годишниот италијански репрезентативен чувар на мрежата заинтересирани се Валенсија и Рома. Доколку Сиригу сака да се пресели од клубот, ќе му излеземе во пресрет, изјави спортскиот директор на ПСЖ Оливие Летанш. Во секој случај мора да му се заблагодариме за она што го направи за екипата, додава Летанш. Сиригу, кој е член на клубот од 2011 година, е еден од најзаслужните за одбрана на титулата првак на Франција и пласма на тимот во четвртфиналето од Лигата на шампиони минатата сезона. Како и да е, ПСЖ пред неколку дена го доведе германецот Кевин Трап, 25 годишен голман од Ајнтрахт од Франкфурт. Реал Мадрид ја одби понудата на Манчестер Юнајтед вредна 45 милиони евра за Серхио Рамос, но најтрофејниот англиски клуб не се откажува од намерата да го доведе одличниот дефанзивец во своите редови. Самиот Рамос би сакал да ја продолжи кариерата на Олд Трафорд и токму тоа им дава верба на црвените ѓаволи дека би можеле да издејствуваат шпанецот да пристигне во нивните редови. Управата на Манчестер Юнајтед веќе подготвува нова понуда во висина од 60 милиони евра, која воедно ќе биде и последна во обидите да се стигне до Рамос. Истата ќе биде испратена најдоцна до почетокот на следната седмица, со напомена дека Реал има 7 дена да одговори дали Серхио Рамос ќе може да се пресели на островот. Доколку не добијат зелено светло, ѓаволите целосно ќе го насочат вниманието кон Николас Отаменди, кој веќе најави дека е подготвен да штрајкува во Валенсија за да му биде дозволено да се замине од Месталја. Да видиме какво беше времето денес и што не чека утре. Следува метео.
Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.